На овие избори носиш две важни одлуки. Одлука за тебе и за твоето семејство и одлука за Македонија. За тоа кој има остварливи решенија за твоите потреби. На кого можеш да се подпреш за подобра економија, за нови работни места, подобар стандард и напредок во сите области од живењето. Имаме најобемна програма до сега, реална и со конкретни проекти, а имаме и веродостојност дека она што ќе го ветиме, ќе го исполниме. Во оваа програма се предвидени изградба на гасоводи, на нови автопати, регионални и локални патишта. Предвидена е бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатни туристички викенди за пензионерите. Зголемување на социјалната и постојаната парична помош за 50% во 4-годишен период. Во програмата има и проекти кои се однесуваат на изборната единица број 5. Во следните 4 години ќе ги изградиме магистралните гасоводи Кавадарци Битола, Битола Ресен Охрид Струга, како и Кичево Охрид и Кичево Гостивар. Инвестиција од над 100 милиони евра. А паралелно ќе се работи на дистрибутивната гасоводна мрежа и на тој начин природниот газ ќе може да се користи и од компаниите и во домаќинствата. Ќе се набави и нова опрема во рудникот Суводол и ќе се ревитализираат хидроцентралите Глобочица и Шпилја. Во овој мандат ќе заврши изградбата на автопатот Кичево Охрид, а ќе започне градбата на автопатите од Кичево до Гостивар и од Струга до Требеништа, со што Охрид, Струга и Кичево ќе бидат поврзани со автопат со главниот град, што е од големо значење и за стопанството и за туризмот. Нови експресни патишта со 4 ленти ќе изградиме од Охрид до Пештани и од Меджитлија до Битола, а во Битола ќе се обноват и прошират влезовите во градот со инвестиција од 10 милиони евра. Ќе се градат и реконструираат и регионалните патишта Битола Ресен Буково, Кичево до Дебар преку Извор, обиколницата во Вевчани, Битола Прилеп, Битола Демирхисар, Струга Татеши, Кривогаштани Крушево, Кривогаштани Лажани, Бошков мост Дебар и голем број други регионални и локални патишта. Ќе се доизгради и реконструира пругата Битола Кременица, со што ќе се направи уште една врска со Солунското пристаниште, која што ќе има и свој крак до зоната Жабени. И ќе се започнат подготовки за изградба на пругата Кичево Лин, како и за рехабилитација на пругата Кичево Скопје. Во делот на екологијата со над 8 милиони евра предвидуваме изградба на прочистителни станици во Демирхисар и Кичево и надградба на станицата во Враништа, како и проширување на колекторскиот систем за Охридското езеро со инвестиции од над 10 милиони евра. Со 10 милиони евра ќе се изврши комплетно внатрешно реновирање на објектот на клиничка болница Битола. А здравствените установи во Битола ќе добијат 150 нови медицински апарати во вредност од над 1,2 милиони евра. Ќе заврши и целосната реконструкција на општата болница Кичево и ќе се набават нови потребни медицински апарати. Болницата Свети Еразмо ќе биде комплетно обновена со инвестиција од 3,5 милиони евра, а болниците во Охрид и Струга ќе добијат над 600 нови апарати во вредност од 4 милиони евра. Здравствените установи во Дебар ќе добијат нови медицински апарати во износ од 400.000 евра. За поголем опфат на дечиња, предвидуваме изградба на нови детски градинки во Охрид, Струга, Битола, Кичево, Крушево, како и во другите општини. Ќе се градат и 22 нови училишни спортски сали, меѓу кои 6 во Битола, 4 во Струга, по 3 во Охрид и Ресен, а ќе се реконструираат и повеќе училишта во Битола, во Охрид, во Струга и во другите општини. Во Битола ќе се изгради нов мултинаменски спортски центар во кој ќе има голема спортска сала, затворен базен, гимнастичка сала, како и скейт парк. Предвидуваме изградба и на 22 игралишта за кошарка во сите општини од петата изборна единица. Во Охрид е предвидена и нова спортска сала и скейт парк и повеќенamenско игралиште за ракомет, одбојка и фудбал на песок, а во Струга ќе се отвори специјализирана читална. Со над 2 милиони евра ќе го санираме системот за наводнување во Кичевско, а со над 1 милион евра браната Слатина. Со 3,3 милиони евра ќе се прошири Стрежево, што ќе обезбеди нови 3000 хектари за могила и новаци, а ќе инвестираме во други водостопанства.
Тима се нација на пристаништата Свети Наум, Радожда, Трпејца и Пештани и изградба на марината во Охрид. Исто така ќе се изгради пешачка патека долж Преспанското езеро во вредност од 1 милион евра. Значајно е што ќе продолжи субвенционирањето за привлекување на странските туристи, за што се обезбедени 6 милиони евра субвенции. Ова се само дел од многуте проекти од програмата, која е реална и обезбедува работа, сигурност и напредок. Овие избори се и одлука за Македонија, за силна, суверена Македонија, која ќе оди напред, подпирајќи се на народот кој е вреден, мудар и достоинствен. Одлука за Македонија која верува во сопствените капацитети и во својот народ. Ова е избор помеѓу две алтернативи. Знае што е подобро. За тебе, за Македонија. Знае што е подобро. За тебе, за Македонија.